Добар ден, криптоентузијасти од градот на гемиџиите. Денеска ќе гледам да направам видео по планираните часови во однос на вашите гласови нормално. А пред тоа би сакал само на кратко нешто интересно што сакам да споделам со вас во однос на адаптацијата на крипто. Верувам дека поголемиот дел од вас се уште не разбирате колку рано се наоѓаме во овој крипто свет, во светската адаптација на крипто. Не заборавајте дека моментално и покрај тоа што имаме големи играчи од типот на Bitcoin Spot ETF кои што гледаме дека имаат голем замав, имаат доста голем капитал внесено во самиот Bitcoin и генерално крипто светот, тоа не го менува фактот дека на крајот од денот се уште само 4,5% од вкупната популација во светот била во некаков контакт со крипто, без разлика дали поседувале, го продале, се уште поседуваат, инвестираат, значи 4,5%. Толку е моменталната бројка од вкупната популација во светот која што има некаков контакт со крипто. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што без разлика колку голем капитал може да влезе преку Bitcoin Spot ETF, на крајот од денот, глобалната адаптација е онаа која што на вистина ќе донесе прво енормно голем капитал, а второ ќе помогне многу во однос на алткоин пазарот кој што нас ни е крајно потребен. Сега, затоа кога ќе погледнеме колку мал процент од вкупната популација во светот има било каков тип на врска со крипто светот, можеме да видиме дека се наоѓаме на многу ран стадиум во оваа, да речем, технологија во светот. Што значи дека овој нема нормално да биде последен циклус. Да, можеби ќе биде еден од најголемите, но тоа не го менува фактот дека сигурно ќе има и други циклуси, сигурно ќе има и други шанси. Проблемот од целата оваа ситуација е да видиме каде точно се наоѓаме. Значи, моментално, верувам дека овој циклус ќе биде оној циклус кој што ќе го прекрши, да речем, моментот на незнаење и сомнеш кон глобална адаптација. Зошто е тоа така? Значи, гледаме дека не само западната и источната страна моментално се приближува кон ова. Денеска од Сабајле, можеби ја видовте веста која што објавив на нашиот профил, а тоа е дека и Кина во овој месец, верувале или не, планира да направи Bitcoin Spot ETF, односно да одобри 4 кандидати кои што веќе имаат аплицирано за овој ETF и да ги одобри да почнат со работа. Зошто сега? Зошто токму во април? Зошто баш сега? Знаеме дека за само 10 дена оприлика ќе имаме халвинг на биткоин. Дополнително гледаме дека не е само ова како вест која што се случува пред самиот халвинг, гледаме дека многу од валутите, зборуваме за криптовалутите генерално, сега прават своји апгрейди. Значи, погледнете. Во текот на 2023 година скоро и да немаше некои големи случувања. Сега наеднаш Етериум направи практично 2 големи надградби, меѓу кои последната ја направи сега, пред само еден месец, баш поради тоа што влегуваме во сезоната на халвинг. Дополнително, Polygon, веќе го прави Polygon 2.0 заедно со новиот Pol токен. Polkadot 2.0, исто така сега, така. Значи, моментално, Cardano само што најави дека во текот на овој период планира да ја направи надграбата за конечно интегрирање на Voltaire, така. Значи, зошто токму сега? Зошто се случува баш пред самиот халвинг? Се движиме кон следниот циклус на bull маркетот, кој што знаеме дека после халвингот е доста експлозивен. Значи, ова не се прави случајно, сите овие работи кои што ги гледаме моментално не се коинциденција и затоа што ќе напоменам. Значи, дури и самата Кина, односно Хонг Конг, го смени датумот кој што првенствено требаше да биде јуни, да биде до крајот на овој месец одобрување на Bitcoin Spot ETF на територија на Хонг Конг. Ништо од ова не е случајно. Дури и одредени случаи како Coinbase, толку многу се стави напор на тоа да се заврши овој случај што може побрзо пред самиот халвинг. И оваа победа која што ја добивме на второстепените судови со така речено потврдување на пресудата на XRP, на Ripple, така. Значи, сето тоа е направено и самиот Ripple моментално го форсира судот да се заврши со овој случај во текот на овој месец за време и пред самиот халвинг, така. Ништо од ова не е случајно. Сите овие големи актери знаат каде сето ова оди. Но да се вратиме на почетокот на оваа тема, значи што е најбитно од целата оваа приказна? На крајот од денот само 4,5% од вкупната популација во светот поседува или била да речем имала во собственост криптовалути.
Тоа ни покажува колку мал процент од вкупната популација во светот воопшто и е свесен за тоа каков тип на технологија и колку глобална е оваа технологија. Значи тоа треба да ве радува. Дури и овдека моментално гледаме големи играчи, зборувам нели сега, не зборувам играчи во крипто светот, зборувам Wall Street тип на играчи, кои што кажуваат дека е се уште рано, дека дури и тоа постојано го напоменуваат. Значи ние не сме свесни колку од овие Wall Street играчи моментално влегуваат преку Bitcoin Spot ETF, затоа што ние гледаме само цифри, така? Значи моментално гледаме прилив во милиони долари и колку моментално одлив имаме на Bitcoin од пазар, така? Но не и во бројка. Така, значи не знаеме колку играчи тоа го прават. Што тоа треба да ви каже? Тоа ви кажува дека оние, да речем, информации кои што ги добиваме, дека на пример овие големи куќи кои што треба да се приклучат на Bitcoin Spot ETF, зборувам за оние wirehouses кои што ги нарекуваат, кои што имаат клиенти низ целиот свет. И понатаму не се приклучиле на овие Bitcoin Spot ETF. Дури да го направиле тоа, нивните клиенти се уште не влегле во овој ETF. Односно, допрва, кога цената на биткоин ќе експлодира, јас верувам дека ќе се врати енормно внимание на биткоин, како и на целиот крипто сектор. И уште еднаш, значи, и тоа не го менува фактот. Дури и после вака голема ситуација, вака голем напредок на адаптацијата на пазарот, на овој тип на играчи кои што се глобални, се уште не сме дошле до глобална адаптација. Значи, глобална адаптација, знаете и сами, после 15%, каде што веќе влегуваме во оној напреден период каде што поголемиот дел од светот веќе се освестува нели за тоа колку е позитивна и колку е нели профитабилна оваа технологија. Чисто за информација, значи ова ние го имаме направено во посебно видео, погледнете го, каде што го споредуваме интернетот со крипто во однос со тоа каде се наоѓа. Значи, моментално дури ниту интернетот не е во најнапреден степен на глобална адаптација, само 75% од глобалната популација во светот го користи, се разбираме? Значи, еве, кога ќе видите колку е стар интернетот и колку време му треба, зборуваме декади и декади, така, значи уште од 2000-та година, така. Значи се уште не е стигнал до ситуација да биде целосно прифатен. И според тоа можеме да видиме колку само сме рано во овој пазар. Односно, иако можеби потенцијално цената на биткоин веќе никогаш нема да ги прави овие скокови кои што претходно ги гледавме, тоа треба да го разбереме како позитивна ствар. Односно, замислете следниот бул маркет, наместо биткоин да се коригира 70 до 85%, истиот да се коригира само 30%. Тоа воопште нема да биде лошо, така? Да, оние големи свингови во кои што ние сме научени да купиме на екстремно ниски цени и продадеме на екстремно високи, можеби ќе исчезнат. Но во исто време ќе исчезне и дисбалансот на портфолиото во случај да промашите некој од овие коини, така? Да не продадете на време, да добиеме корекција. Така да, пак ќе кажам, значи потенцијалот за профит во овој пазар и понатаму ќе има и тоа енормен, но потенцијално што може да се смени е оној дисбаланс на портфолиото каде што имаме енормни корекции надолу, после завршувањето на секој бул маркет како и досега, да се намали драстично. Пак, првенствено тоа ќе се случи за биткоин, тоа не го менува фактот дека алткоините и понатаму ќе имаат многу поголеми корекции, знаете и сами, што тоа многу пати сме го виделе на пазарот, кога биткоин ќе кивне настинува целиот криптопазар, така. Така да и во оваа ситуација. Значи, никој не го менува, барем според мене, јас останува, нели, тоа да го кажам уште еднаш затоа што треба да знаете дека ова е само моја класификација, моја анализа на пазарот. И понатаму очекувам дека ќе имаме стандардни биткоин циклуси во однос на самиот халвинг, но корекциите ќе бидат драстично намалени. Барем така изгледа сега за сега, но нели, ќе го проследиме тоа заедно. Ова е на некој начин моје гледиште на самиот пазар. Односно, ова нема да биде последниот циклус, ние и понатаму ќе имаме многу шанси да влеземе во овој пазар и тоа со солидни профити, но нели, мораме тоа да го следиме постепено. Како и да е. Значи, она што треба да го извлечете од овој видео е дека се наоѓаме многу рано во овој пазар. Имате само еден центар, еден, да речем, финансиски хаб, а тоа е нели Америка, кој што моментално дебело влегува во овој пазар. Нормално, знаете и сами, тоа најчесто така се случува, прво големите играчи влекуваат, за малите да се осмелат и да го следат овој чекор. Наеднаш истото моментално го гледаме и во самиот Хонг Конг, односно така речено фокусирање на Bitcoin Spot ETFs на источната хемисфера, каде што очигледно се обидуваат да го задржат самиот нели капитал, да не се префрла на западната, затоа што немаат опции, така речено, каде да го направат тоа. Дополнително ова ќе се забрза со не кога, не тоест како, туку кога ќе добиеме и Ethereum Spot ETF, кој што дали ќе биде во мај или во јули,
или можеби во, не знам, септември, тоа не го менува фактот дека таков ќе добиеме со сигурност. Така да сето ова се катализатори кои што позитивно ги делуваат на нашиот профит и на нашето портфолио во овој bull market, но уште еднаш ќе напоменам, многу е битно да разбереме дека се наоѓаме многу рано во оваа технологија. Значи, поголемиот дел од нас се буквално иноватори. Оние први кои што разговараат за ова, први кои што инвестираат во ова, да, не се наоѓаме во оние основачи на технологијата, каде што имате луѓе кои што моментално имаат милиарди затоа што на време инвестирале во биткоин и во останатите валути, но сепак се наоѓаме многу рано. Значи, она прашање кое што верувам дека повеќето ве мачи, дали се наоѓаме рано, дали има време, да, посебно за време и после халвингот. Затоа и толку моментално се фокусирам на проширување на оваа материја на што повеќе македонци, затоа што знаете и сами дека главните шанси доаѓаат пред и за време на халвингот, каде што цените се уште не се драстично зголемени нагоре од досегашните искуства од претходните 3 bull маркети. Останува да видиме како ќе биде ситуацијата во овој bull маркет, но уште еднаш. Дали ќе имаме 300% или 3000% на нашите коини, останува да видиме, но позитивниот ефект на цените е неизбежен. Само прашање на време е кога конечно ќе заврши овој халвинг, ова, да речем, нестабилност на пазарот, гледате, еден ден одиме 10% нагоре, другата одиме 7% надолу, така да останете и понатаму, јас барем лично не влегувам на пазарот моментално, се додека не го поминеме самиот халвинг и додека не видиме како ќе се стабилизира пазарот и конечно ќе почне да се движи нагоре. Се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamingG.